Моето патешествие по селата низ Република Македонија ете ме донесе овде во Пелагонија, поточно кажано во Прилепскиот дел на Пелагонија, а попрецизно кажано во Доденска општина. Овдека дојдов во селото Новоселани. Набинав и во ова село да се видам со мештаните до ова село, да видам како тие живеат во овие денешни, така да наречам, современи услови. Нашето село е потекнато од селото Малешево, кое се најдувало на јужната страна од ова село, преку риччето. Тоа во времето се запалило, изгорело скроз до корен и луѓето се преселиле овде и го нарекле Новоселани. Значи така потекнува нашето село, иначе се наоѓа во Долненската општина, која е оддалечено од Долнени 2,5 до 3 километри или од општината Прилеп 13 километри е оддалечено на патот према Македонски Брод. Да се навратам малце на старото село Малешево кое изгорело, а изгорело негде 1906 година. Барем така старите, како што ми кажува, тоа е изгорело на празникот Свети Јован. На тој ден селото изгорело тоа Малешево, кој ние и ден денеска го славиме, а иначе празникот си го празнуваме, цело село не работи, празнува, се збираме во нашата црква, која се вика Свети Ѓорѓија, и така си правиме тој ден гости таму. Исто сакам да напоменам дека тоа старо село Малешево, кој изгорело пред 100 и кусур години, и ден денеска кога ораме таму по нивите, најдуваме остатоци од тоа село, некои ѓерамеди, камења по нивието, како биле градени куќите, да речеме, така се најдува такви остатоци на тоа место, се уште. Моментално се уште тука живеам и Прилеп понекогаш. Иначе сум со полни 64 години, пензионер. И така, живееме овде во селото, работиме тутун, житарица по нешто, со тоа се занимаваме во ова наше село. Тоа се произведува. Јас се викам Драган Шиклевски. Овде сум роден во Новоселани, сега се најдуваме во црквата Свети Ѓорѓија, која е градена во турското време уште. И сите овдеки, дедо, предедо, татко, мајка, сите овдеки се венчавани, се крштевани, сите во оваа црква и се збираме на Божик, Великденина, до овде најпоче сите што сте иселени од селово, тоа се збираме, прославуваме празниците. На село му е славата Великден, тога се збираме сите овдеки, а кога се збираме и на Ѓурѓан, исто прославуваме Свети Ѓорѓија, дека името го прославуваме и него. Овој да постои од кога ја знам и старите не памтат, преку 300 години има. Мојот дедо кажуваше дека кога го граделе неговиот дедо, било дапче околу 7-8 метра.
единствен дапе, па можам да речам и во Македонија, меѓу најстарите. Дабот е ширина негде околу 6 до 7 метра обем. А за Ѓурѓовден на оваа гранка се ниша младите. Да, и се радуваат. Сега од овде, од црквата Свети Ѓорѓија, тргнуваме за местото викано Скршен светец. Колку е далеко од овде? Од овде е далеко околу 500 метра. Сега, како што рекаме, од црквата Свети Ѓорѓи на 500 метра се наоѓа едно обележје кој се вика светец, а покасно е прекрстен како скршен светец, затоа што во турско време турците го гаѓале со меткови и така го оштетиле. На овај светец, кога се крева крсти, обреди кои се врша, селаните идат до него пешки, од тука се враќаат во црквата. Па потоа се оди нисполе за Беричет и дар таму. Молитва за доши. Молитви за дош таму. Беричет. Беричет, да. Еве овде останатите остатоци од светецот кој не е познат, бидејќи е оштетен. Нацртана била икона непозната за нас, а од овде има на 200 метра уште еден светец нацртан. Ве поканувам да дојдите да го видиме ние. После Кршен светец се наоѓаме на местото Светец исто, каде е насликан Свети Ѓорѓија. Исто овде се вршеле обреди, се идело, кога се носеле крсти и од тука се продолжувало нисполе. Не се памти колку е стар, од турско време исто е гаѓан со куршуми и тој е оштетен, али нешто е позачувано. Свети Ѓорѓија ни е како заштитник на селото и затоа место е посветено на селото како светец. Се од место како викано светец на светецот Свети Ѓорѓија, некаде на 400 метра слагаме према селото, на место кај еден бунар викан како горник, каде се снабдувало местно население за вода за пиење. Сега се наоѓаме на бунарот викан како горник, од каде селаните, претежно горно мало, тогаш поделени биле малата, го користеле како вода за пиење.
Се овај бунар е заштитен со грлушник, кој старите го праве заштита за деца, па и стока. Напаѓа тука иделе млади невести, моми млади од тука, многу бегалки има. Полнеле вода исклучиво за пиење, а во селото скоро секоја фамилија има бунар кој се користи и за перење. Претежно овој за пиење, сите бунари не се користат за пиење. Овде имаше вградено, во плочи беа лежишта, точно бардето кај да застани, копата, сето беше направено од старите некогаш. Во Карпата. Овде се збирале исто и бејчари кои се запознавале од тука, ги освојувале срцата на момите, па паѓале свадби по 3 дена во селото. Сега се наоѓаме на местото викано Испраен камен, како што ми кажувале моите постари предци. Овој камен го фрлил крали Марко од Маркови кули и тука бил закопан. И до ден денешен, од кога знам, тој вака стои на истото место. Исто така сакам да напоменам за ова наше ново село Новоселани, кој во времето броеше околу 60 куќи, па имаше извесен период на миграција, меѓутоа сега тоа стагнира и во нашето село почнуваат да се градат нови куќи. Па имаме и повратници, некои од Скопје, некои од Прилеп, значи заживува селото на некој начин. Се надеваме дека ќе биде подобро во иднина. О, домајчине, дали си дома, бе, Владо? Добри гости ти налетаја во куќева. Тука сум, ајде Бујрум. Ајде поведете, ајде Бујрум. Добар ден, добра тајфа ти носам, добри гости ти носам, домајчине. Ајде Бујрум. Браво, живо за Браво, живо. Браво, домајчине, како царю? Аз за многу години, здраво живе. Ајде, врте, најдовне. Ајде Бујрум. Ајде, добрите, најдовне, домајчине. Ајде живо. Ајде, врте, ајде, многу години. На помош, многу години на помош, добре дојдовме. Добре дојавте, драги гости. Сега ќе ве почестам по една добра домашна ракија и уште подобра домашна пача. Сега поведете, седнете овде каде ме почестам. Јао, бе, домајчине, да ти јао. Си бил домајчин, значи. И ќе видиш, и што стане. Ајде Бујрум се зовете. Сега ќе ве послужам со пача домашна и домашна ракија. Значи пача што е направена од домашно прасе, рането во Новоселани со желови што ги гледаме прејаска кај да горе. Значи ова ти е домашна пача. Сега ќе проверите да не ви е мисла, ама прво еднаш ќе наздравиме за добредошлица. Хај добре дојавте се. Ајде Ајде, ноќе се.
Ми се радува душата што стварно таа миграција запре, што се враќаме од градовите во ова село. Така да речеме, еве и моите две внучина, Филип и Фросина. Јас имам уште едно внуче кое живее во Швајцарија, тоа е мало. Исто од син. И така, значи се надеваме дека ќе заживее ова село на некој начин, бидејќи имаме добри услови за живење, можам да речам, сме близко до градот, до Прилеп, пат асфалтиран. Значи сакам да повторам и да кажам дека нашето село уште од 65-та година има изградено водовод, кој секоја куќа си има внесено дома, си има свој санитари и така, значи има добри услови за живот, е погодно се живее и сметам дека доста млади луѓе ќе се повратат во своите домови да и обнова старите куќи. Иначе селото е моментално доста механизирано, сите имаат своји трактори, си ја обработуваат земјата, работа произведуваат, со добитци веќе тоа заврши, нема, мислам, е механизирано. Така, значи, условите се доста погодни за живење, па се надеваме дека ќе дојда и други, како еве и моите внуци, што идиме тука, живееме, работиме, подржуваме и така. Јас очекувам стварно доста од селото, бидејќи колку иди да речеме се усовршуваат селата, се надоградуваат, па сметам и младите кои заминале да се поврата не само во нашето село, во сите околни села има што да се види, може да се живее. И како порака им препорачувам стварно да дојдат да видат и кој има услови да почне да се занимава со обработка на било што, земјоделие или тутун или било што да речеме. Важно да не се запостава селата. Тоа им препорачувам на младите генерации. Кога бев млада, многу пеев. Ама сега остарила. И тоа е. Легнало моме заспало, леле, на кара камен планина. На кара камен планина, леле, на сува реда без вода. Легнало и се заспало, леле, убаве се сончок сонило. На соние дошле три луди, леле, три луди, млади хергени. Правија даде злат прстен, леле, вторија даде јаболко. Третијо мен ме целива, леле, дај ми го, Боже, најаве. Со него век да векувам, леле, легнало и се заспало.
Дувна ми ветре од море, леле, о, краше гранка да бова. О, краше гранка да бова, леле, ме удре, ме пограло. Луто се моме разбуде, леле, луто се моме проколна. Дувна ми ветрене, дувна, леле, тежко мене оштети. Ето. Македонското село практично представува и чувар на македонската традиција. Луѓето кои живеат во градовите знаат колку е тешко да се дојде до свежи производи, како што велиме ние, скоро донесени од полето. Иако глобалниот тренд на живење во светот бара редовно да се консумира природна и здрава храна и свежи намирници да се има во секое време на трпезата. Бидејќи Новоселани е прилепско село, во Прилеп најпозната е Прилепската јавнија. Па затоа денеска за овој свечен ден спремивме Прилепска јавнија. Кој сака да ја проба може да повели да дојде во Новоселани да види што е Новоселска Прилепска јавнија. Човечкиот организам генетски модифицираната храна не ја препознава како природната и на неја реагира како на страно тело. И оттаму се појавуваат многу алергиски и токсични реакции. Јас само би споменал некои од тие видови на храна природна, како и овошје, и би кажал кои се нивните значења за здравјето на луѓето. Овошната селска градина представува вистинска рајска градина каде што се произведуваат природни сокови без конзерванси и без адитиви. Покрај сушеното овошје би го споменал и суровото природно селско млеко, односно млекото кое што индустријски не е обработено. Имено млекото во себе содржи квалитетни состојки, односно содржи корисни лактобактерии и нутриенти кои што се квалитетни и кои што го зајакнуваат имунитетот на човечкото здравје и би рекол го продолжуваат неговиот животен век. Ние треба да консумираме што повеќе природна храна, што помалку вештачки би рекол производи, индустријски производи со индустријски додатоци, туку треба да се консумира храна која што е произведена на традиционален начин. Јас би рекол една друга работа дека голема е штета што многу мина од младата генерација сметаат дека земјоделието е застарен начин на работа и дека тоа земјоделие треба да го работат само оние кои што не завршиле факултет и кои што треба да ги продолжат работите дејствија и активности кои што ги работеле нивните родители. Не значи дека само јавни овде сонат. Има домашни колбаси, има солено месо, има добра туршија, толчени пиперки и други специјалитети. Се тоа го поддржуваме со комова домашна ракија, убаво вино и убава македонска народна песна. Оче! Оче! Хајде, ки затвори сега, готово. Ајде, добре дојавте, драги гости, да сте здрави, живи, да сте благословен Ручеков, да сите да сте здрави, живи и Господ да не чува од лошо и да немислено. Здрави, не да ти предај го давајчине Господ, или Господ здраве да дава плодот и за сите гости да се До година за свадби да честиш вака. Амин, амин, чувај Господ. Ајде на завине кај Ручеков. Ајде домаќине, нека ти е земна години. Редовно вака да се сретнуваш со луѓе и како личност и како бизнисмен. Во куќата секогаш да има радости, среќа, пари, ама и добро трчење во работата. И друштво добро. И нормално друштво без луѓе што не можеме да постигнеме. Овие сите луѓе редовно ти бидат покрај тебе, а ова да биде само едно малцинство од оние сите што ги имаш кои те почитуваат и со тебе кои се работуваат.
Нека ти е за среќа. Се најдобро да е. Редовно вака да се собираме. Ајде го текири. Здрави и живи и за Ѓурѓовден повторно се собереме во нашето село кога нема број на луѓето кои ја посетуваат нашата црква. Покрај нашата фамилија и сите селани, сите оние кои се иселиле одовде, се враќаат во тој свет ден. Народните вредности, народните уметности практично постојат и се одржале благодарение на народните занаети, на длабоко резовите во дрвата, над каењата и на многу други активности за занаетски дејности кои што се одвивале и кои, еве, како и се уште да се одвиваат во селските средини. Би кажал дека и селските имоти практично представуваат вистински етномузеи поради тоа што во нив има многу стари производи и има многу земјоделски алатки. Значи, селото представува духовен и културен центар на нашата земја. Близината на културно-историските споменици, изворната народна музика, традиционалната архитектура, навиките, обичаите, традицијата се вистински обележја на селскиот живот. Во природни убавини, во тишина, во мир никнуваат и многу уметнички дела. Ние сите треба да вложиме максимални напори и да ги убедиме луѓето дека треба да се посвети многу поголемо внимание како на животот на село, така и на селскиот туризам и на природната и на здравата храна. Сите заедно ние со многу големо ангажирање, со многу активности, треба да му го вратиме вистинското значење на селото и да си го најде селото своето место, она место кое што го заслужува, се разбира, и во поново издание.